Секој граѓанин во просек должи по 2300 евра. Толку го задолжила државата. Секој пети граѓанин живее под прагот на сиромаштија, а над 225.000 луѓе се невработени. Судејќи според овие показатели, идната влада ја очекува многу работа за да им го подобри стандардот на граѓаните. Оние кои ние ги анкетиравме очекуваат отворање на нови работни места. За младите да бидат на работа. Младите без работа да бидат во работа. Гревота се мило. И затоа не се женат, не се мажат. А вака кој се во работа, ќе се женат, не се мажат и фамилија ќе ствара. Да освои фамилија, вика трето дете, он нема работа. Прво треба да имаш работа, па после другото доаѓа во животот. Па највише да обрнат внимание на тоа, дека луѓето да не одат по контейнери, да се превземат мерки, социјалата да е подобра. Па ете да има убави услови за секого, мислам, од дете до најстар. Само тоа можам да кажам и се најдобро. Прво да се обезбедат работни места, значи првенствено. Никој не би сакал да живее од социјална помош, секој би сакал од сопствениот труд да живее. СДСМ, кој треба да ја предводи новата влада, во предлог програмата за работа на владата во периодот 2017-2020, пишува дека планираат да вработат 64.000 луѓе во приватниот сектор и до крајот на мандатот да ја зголемат минималната плата на 16.000 денари. На граѓаните на Македонија им се неопходни повисоки плати и нови работни места, социјална сигурност. Со мерки да се стимулираат и повисоки плати, со што просечната плата да изнесува 30.000 денари. Предвидуваат и мерки за младите, а ќе се олеснува и вработувањето на социјално ранливите категории.